Добар ден, прв дневник на Канал Плюс телевизија. Еве што ќе гледате во овој 12 јули. Македонија и земјите од Западен Балкан активно ќе се вклучат во решавање на состојбата со илегалната миграција. Приносите кај житариците годинава се преполовени. Цената од 11 денари за килограм пченица е неприфатлива за производителите кои бараат интервенција од државата. Во Виница денес продолжува празнувањето на патрониот ден на општината Павловден. Во Кочани се празнува Петровден. Лудувањето на моторциклистите по градските улици, возачите ги користат како тркачки стази, што значи дека големата брзина, сообраќајната некултура и неносењето на кациги се предуслов за несреќи на моторџиите. Во сите градови летниот период е зголемена фреквентноста на моторциклистите по градските улици. Често пати се злоупотребуваат и се користат како тркачки стази. Овој вид возила исто така знае да го подигне адреналинот често пати и сме сведоци на користење на овие возила со пречекорување на брзините, доминирање во средините кај што се одвива редовниот сообраќај, а самата ваква појава предизвикува многу големи последици. Често пати завршуваат и фатално. Лоша е појавата и по доцните касни ноќни часови кога ќе слушнете звук на моторцикл кој ги преминува децибелите и го одвраќа вниманието на сите, така што и оваа појава не би било лошо да се обрне внимание и да се избегнуваат ваквиот начин на користење на возила. Големата брзина, сообраќајната некултура и неносењето на кацигите се главните предуслови за несреќите на моторџиите и возачите на скутери. Сите корисници на овој вид на моторни возила е да бидат мощно одговорни кон ова не само законска одредба во која законски се обврзани да ги носат, туку и заради лична безбедност на возачите. Дори препораката е да и при изборот на кацигата се води посебно внимание, бидејќи и недобрата кацига може да предизвика можеби некогаш и поголеми последици отколку и самото неносење на кацигата. Статистичките податоци во земјава покажуваат дека пребрзото возење е причина за 1/3 од вкупниот број случаи сообраќајни незгоди. Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост го објави вториот пакет на продажба на деловни простории во сопственост на Република Македонија. Се работи за 100 деловни простории во различни градови низ државата. Во општина Штип само 3 објекти се во државна сопственост. Сите физички и правни лица мора да поднесат пријава за учество на јавното наддавање по електронски пат. За секој деловен објект поединечно и тоа најдоцна 30 дена од денот на објавата. Приносите кај житариците годинава се преполовени. Цената од 11 денари за килограм пченица е неприфатлива за производителите, кои бараат интервенција од државата за 2 до 3 денари по килограм. Веќе е познато, приносите од тековната жетвена активност во најголемиот производствен регион во Источна Македонија, во овчеполието, се далеку под очекувањата, дури преполовени во однос на минутогодишните. Како има ли берекет? Многу слабо. Слабо, зависи од површините. Моја жена ми услуги некој врши 100 кила, 150, тука не е ретко имаше 200 кила, многу слабо. Годината беше многу лоша, бидејќи зимото многу штета направи, некој неви мислам од воите изгинаа жита. Сега ако требаше да падне у мај месец, нема дождови никакви, а трошковите се големи. Ја имам 100 декара негде.
да околу 700 евра даде само за течност. Дополнителен проблем за земјоделските производители е откупната цена од 11 денари за килограм, предадена пченица на мелничките капацитети. Цената на пченицата е утврдена на 11 денари. Според вас, дали е реално? Не е реално. Мислам реално да биде пченицата и ячменот негде до 14 денара и за сточарите, и за земјоделците. А со оваа цена на многу е слабо и со приносите у реду да биде таа цена, ма да има негде по 400-500 кила, ќе се јаде некој у реду. Али со оваа со 150 кила 200 не. Трошковите не може да се поклопи. Поради ваквата состојба дел од земјоделците ожнеаното наместо во силосите ќе го разменуваат за брашно или за добиточна храна. Не продавам. Идиш, мене земам си брашно. Ja и бабата си, и на детства како снемат дадони. Па што да правам? Јас сум сиромаш човек. Пресметките покажуваат дека производствената цена на килограм пченица изнесува 10,5 денари, поради што земјоделските асоциации од владата ќе барат субвенција од најмалку 2 денари за да се покријат овие трошоци. Државниот земјоделски инспекторат по барање на земјоделците ќе врши дополнителна контрола во мелничките капацитети, доколку производителите имаат реакции на проценките на квалитетот на предадената пченица. Денеска се празнува Петровден, верски празник кој се смета за еден од најголемите празници по Великден. Веќе неколку години наназад општина Кучани овој ден го празнува како општински празник. Со богата програма Кочанчани го одбележаа овој ден. Денес 12 јули е Петровден, празник посветен на светите апостоли Петар и Павле и празник кој се смета за еден од најголемите празници по Воскресението Христово Великден. Овој празник во Кучани со векови го слави секоја куќа како домашна слава, а веќе неколку години наназад овој ден прерасна и во општински празник. Преку низа манифестации се одбележа овој ден кој за Кочанчани приреди забава за секоја возраст. Денес се одржа Петровденскиот планинарски марш од Пониква до Царев врв, свечена литургија за верниците, како и настап на фолклорниот ансамбл Кочани во паркот на Револуцијата. Вечерва завршна манифестација е фестивалот Баскерфест, уметност на улична култура и едукација со почеток во 19 часот, а половина час подоцна ќе се одржи финале на 14-тиот Петровденски турнир во мал фудбал, кој ќе се одигра на повеќе наменското игралиште Детска градинка Текешински лузија во Кочани. А во Штип Петровденскиот музички хепенинг во планинарскиот дом Вртешка ќе се случи вечерва со почеток во 20 часот. Сите заинтересирани кои сакаат да присуствуваат, а немаат собствено возило, организиран е автобуски превоз. 2 автобуса во 17 часот ќе тргнат пред градскиот трговски центар. Вечерва ќе се одржи Петровденскиот музички хепенинг кој по 12 пат се случува во планинарскиот дом Вртешка. На вечерашниот традиционален настан присутните ќе ги забавуваат 4 групи, и тоа една локална, Hotline, потоа The Hounds од Прилеп и Pink Project Macedonија од Кочани, а четвртата група е Франк од Соединетите Американски држави. За сите заинтересирани, Друштвото за планинарски спортови Лисец, кој е организатор на овој настан, и годинава организира бесплатен автобуски превоз до планинарскиот дом Вртешка. Подготовките веќе течат, плакатите и флаерите се веќе оштампани, поделени, луѓето веќе знаат, така да очекуваме добра музичка забава. 2 автобуси ќе одат, меѓутоа луѓето знаат, оние кои автобусите се за оние кои немаат свој превоз, оние кои имаат доаѓаат со своји возила. За враќање назад? За враќање назад, овој пат го поместивме за саат подоцна, до сега беше во 1 час од враните утрински часови, сега тоа веќе е 2, по барање на гостите кои се така присутни подолги години на овој музички настан. Забавата започнува во 20 часот, а за сите кои се љубители на добрата музика има обезбедено храна и пијалоци. Утрешниот ден Павловден е патрон на општина Виница. Денес во програмата е Павловденскиот турнир во тенис. Вечерва од 19 часот во рамките на патрониот ден има баскер перформанс. Утре 13 јули празнувањето ќе започне со крводарителска акција, а во вечерните часови ќе има и свечена седница. Македонија и земјите од Западен Балкан активно ќе се вклучат во решавање на состојбата со илегалната миграција.
Македонија чека согласност од Србија, Австрија и Унгарија за да им се придружи во заедничкото справување со мигрантската криза. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков го побарал ова од својот српски колега на самитот во Луксембург. Откако Унгарија најави изградба на ѕид висок 5 метри, а потоа заедно со Србија и Австрија започнаа да патролираат на границите со Македонија, бројот на вратени мигранти драстично се зголеми. За таа цел Чавков вели дека се прават напори помеѓу двете земји, потврдата за барање на азил со која патуваат овие луѓе, а им се издава откако ќе влезат да и важи и во Србија. Околу 9000 луѓе од Блискиот Исток и Африка преку Македонија патувањето го продолжија во земјите од Европската унија. Стравувањето на меѓународните хуманитарни организации се дека нивниот број драстично ќе се зголеми, а Грција и Македонија немаат капацитет да ги примат квотите. Европа најави дека до крајот на месецот ќе превземе 40.000 мигранти од Грција и Италија, но не и од земји кои не се членки на Унијата. За секој превземен мигрант, земјата ќе добие 60.000 евра. Нападот врз премиерот Александар Вучик е обид за атентат. Вака министерот за надворешни работи на Србија го опиша вчерашниот инцидент во Сребреница, кога беше нападнат српскиот премиер. Министерот за надворешни работи Ивица Дачич рече дека тоа е напад против сите во Србија и против незината политика на мир и регионална соработка. Гневни босанци фрлаа камења и шишиња на српскиот премиер Александар Вучик, откако учествуваше на церемонијата за одбележување на 20 годишнината од масакрот на околу 8000 лица во Сребреница. Туниските специјални единици вчера спречија уште еден напад на екстремистите само 2 недели по нападот во градот Сус, кога настрадаа 37 лица. Безбедносните сили успеале навреме да пронајдат група од 8 терористи, за кои се верува дека имале намера да извршат нов напад на туристи. 5 мина се убиене на лице место, додека пак тројца побегнале и за нив се уште се трага. Европската унија договори прифаќање на 60.000 мигранти. За еден прифатен мигрант, земјата добива 6.000 евра надоместок. Допрва ќе се утврдува во кои земји ќе одат мигрантите, според кој критериум ќе се одбираат и на колку време ќе имаат престој во земјите. Министерот за надворешни европски прашања на Луксембург, Жан Аселборн, рече дека целта е да се преземат 16.000 мигранти од Грција и 24.000 од Италија. Според најавите, Германија и Франција се подготвени меѓу себе да поделат повеќе од 1/3 од вкупната бројка мигранти на кои Унијата ќе им бара дом. Македонскиот кошаркар Владо Илиевски се враќа во италијанското првенство по пауза од 7 години и во новата сезона ќе го носи дресот на Капо де Орландо. Струмичанецот кој веќе има 35 години и големо искуство од повеќе лиги зад себе, ќе го носи дресот со број 6 во својот нов клуб во кој доаѓа од екипата на Цибона, каде ја мина последната кошаркарска сезона. Илиевски во Италија го носеше дресот на Лотоматика Рома, Виртус Болоња и Сиена, и тоа во периодот помеѓу 2005 и 2008 година, при што освои една шампионска титула. Наумче Мојсовски ја заврши својата кратка авантура во Катар и повторно е во Македонија, каде ги полни батериите чекајќи нов ангажман во Европа. Во меѓувреме македонскиот репрезентативец потпиша договор со менаџерот на Никола Карабатек, Хакти Онг, кој ќе го застапува Мојсовски во периодот што следи. Токму Онг, кој покрај Карабатек, исто така е менаџер на уште неколку француски репрезентативци, како и на бројни ракометари од оваа земја. Токму затоа трансфер во Франција делува како најреална опција за Мојсовски во моментов. Наумче Мојсовски ја почна минатата сезона во дресот на Металург, но по големата финансиска криза на клубот од Автокоманда, тој беше еден од десетината ракометари што го напуштија тогашниот првак на Македонија. Искусниот бек потоа потпиша за Лахвија од Катар, каде прикажа добри игри, но сега дефинитивно ќе се врати на стариот континент, во обид да влезе во топ форма во пресрет на Европското првенство во Полска. Овде е крајот на дневникот. Погледнете ја временската прогноза и останете со програмата на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатен ден.